Со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Македонија го одбележа Илинден, најголемиот национален празник на македонската државност. Премиерот Христијан Мицковски од Пелинце порача дека секоја генерација има свој Илинден. Задачата на сегашната генерација е да ја зачува државата, да ја направи просперитетна и да ја направи земјата во која луѓето ќе сакат да ја градат идината. Сетете се само пред неколку години какви беа односите на политичките сили. Колку граѓаните беа мајоризирани пред налетот на разноразни интереси на политички елити. Денес тие се длабоко во опозиција, распаднати помеѓу своите лични интереси, далеку од столчињата на власт, кои ним им овозможуваат удобен живот. Тие потери на власт, тие ги држа не со поддршка од народот, туку со предавства и отстапки кои ги правеа. Никогаш нема да го прифатам нивното однесување на отстапки кон прашањата кои се блокада на нашиот пат кон Европската Унија и никогаш нема да го разочарам народот. Јас предавства на штета на државата и народот, како што тоа се правеше во минатото, по ниту една цена нема да направам. 82 години од даснон беа одбележани во манастирот Прокопчински. Делегацијата на Македонија беше предводена од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Низ историјата ги имало огромен број на херои наши кои што и животот го дале за да денеска ние го имаме ова кое што го имаме. Честа и почитите спрема нив продолжува и денес. Само на еден ваков начин можеме да покажеме дека Илинден е празникот кој што е гордост на македонскиот народ и гордост на сите македонци. Nama je posebno zadovoljstvo to što na ovom mestu zajedno sa našim kolegama i prijateljima iz Vlade Republike Severne Makedonije obeležavamo Ilinden, sećajući se danas naravno i Ilindenskog ustanka, ali i prvog zasedanja Asnoma, koji predstavljaju veoma važne datume iz slobodarske istorije makedonskog naroda. Во Скопје чествувањето на Илинден беше под покривителство на претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа зборуваше за идеалите на Чентона и за современите предизвици на државата. Партизаните и аснонците го вградија антифашизмот како суштинска и трајна македонска определба и еден од темелите на македонската држава. Нашата народно-ослободителна борба беше епохално, автентично дело, а слободата не ни беше подарена од некој друг, туку сами се ослободивме со нашата 120.000 бројна народно-ослободителна војска. Значи, никому не му должиме за тешко изборената држава. Токму затоа, никој нема право да ја ревидира нашата национална историја, оти секој народ, па и македонскиот, има право на своја историја. Имаме долг кон историската вистина и кон асномската генерација, која што со крв извојува слобода и Македонска република. На Мечки камен во Крушево беа одбележани 123 години од Илинденското востание. Подпредседателот на Собранието Антонио Молошовски, која предводеше собраниската делегација, порача дека денешното современо востание не се пушката и цершовото топче, туку одговорноста да се создаде семејство и да се воспитаат деца, а демографијата е новата борба за Македонија. Идејата е голема затоа што се мери со тоа што во срцето на Балканот се докажало дека може да постои република заснована на слобода, рамноправност и заедничка одговорност. И во моментот кога Крушево можеше да проговори со јазикот на одмаздата, тие разумно одбраа да проговорат со јазикот на соживотот. Затоа Илинден не е само датум во календарот. Илинден е историска вага според која секоја генерација може да ги мери своите дела кои ги има направено за Македонија. Илинден не учи и на нешто друго, што ни е потребно повеќе од било кога и да е. Дека има мигови кога она што не обединува мора да биде поголемо од она што не дели. Може да имаме различни политички ставови,
за закони, да имаме различни погледи за патот по кој се движиме, и тоа не е слабост, тоа е дел од демократијата. Но постојат работи што мора да стојат над нашите поделби. Македонија е првата работа што мора да стои над нашите демократски поделби. Можеме да спориме за патот, но не смееме да го изгубиме правецот. Бидејќи националното единство не е отсуство на политички разлики. Националното единство е присуство на заедништво, на свест и на одговорност за еднината на државата. Лидерот на СДСМ беше дел од партиската и собраниска делегација на прославата на Илинден во Крушево. Тој порача дека сеќавањето на Илинден има вредност само ако се гради подобра иднина и ако има должност да се продолжи патот на илинденците за праведна и напредна Македонија. Нивната жртва не беше за изолација, не беше за страф, не беше за поделби. Тие се бореа за слобода, за правда и за правото на овој народ сам да одлучува за својата судбина. Денес, повеќе од еден век подоцна, имаме должност да го продолжиме токму тој пат. Македонија не смее да остане заробена во минатото. Не смее да биде држава во која младите заминуваат, во која пензионерите едва и преживуваат, во која водата за пиење опасна, а институциите служат на тесен круг луѓе. Сеќавањето на Илинден има вистинска вредност само ако ни служи да градиме подобра иднина. Затоа ние се бориме за Македонија во која владее правото, а не партискиот интерес. За Македонија во која има чиста вода, достоинствени плати и перспектива за младите. За Македонија која е дел од европското семејство, слободна, демократска и просперитетна. Нови тројца сомнителни хоспитализирани лица на инфективната клиника со симптоми на западно-нилска треска. Официјално потврдени нови случаи нема, но здравствената состојба на тројца кои се на респиратори и натаму е критична. Расте бројот на сомнителни на западно-нилска треска хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Уште тројца скопјани со воспаление на мозок изминатото денонокие завршиле на болничко лекување. И за нив лекарите чекаат лабораториски анализи дали станува збор за Вест Найл вирусот. Сите тројца пациенти се суспектни на Вест Найл вирусна инфекција. Тројцата пациенти се од Скопје и кај тројцата е негативна епидемиолошката анкета, тоест дека не патувале надвор од земјата. Тие се на возраст 64, 69 и 83 години. На инфективна со лабораториска потврда за западно-нилска треска има 10 пациенти, од кои тројца се на респиратор, како и 6 мина кои се со воспаление на мозокот и мозочните обвивки и се сомнителни на Вест Найл вирусот. Тие тројца што се на оделот за интензивна нега им е покритична состојбата, но нема некое подобрување, тие се интубирани и се на меаничка вентилација, додека останатите за сега се стабилни и се во оделот за невроинфекции. Во соопштението од Министерството за здравство за епидемиолошката состојба е наведено дека нема нови потврдени случаи, но во координација со Институтот за јавно здравје и други надлежни институции вела дека внимателно ја следат состојбата. Годинава се регистрирани најголем број на случаи на западно-нилска треска, а освен ова вектор пренослива болест. Има и 8 случаи на маларија, денга и зика. Сања Димитровска, Сител телевизија. Од јавата на вестите и информацијата дека земјотрес со јашина од 2,5 степени по Рихтер синоќ ќе беше почувствуван во Скопје. Земјотресот е регистриран во 21 часот и 54 минути според информациите од Сеизмолошката обсерваторија во Скопје, а епицентарот на земјотресот е во Скопското епицентрално подрачје. Земјотресот бил со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала. Ова е последната информација во вестите во 8, следното издание во 9 часот. Пријатно!